Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денес сме тука заедно со министерот за економија, господинот Бектеш, и со директорот на Државниот пазарен инспекторат, со цел на терен да се увериме во фактичката состојба со продажбата и цените на основните прехранбени продукти, меѓу кои што и јајцата од кокошка и оризот, кои, како што знаете, пред една недела донесовме одлука да ја замрзнеме цената на ниво која што беше на 15 март оваа година. Драго ми е што денес се уверивме дека нашите одлуки се почитуваат, што се надевам дека е случај во сите маркети низ државата, како што е во овој маркет. Ваквата мерка ќе остане во важност до крајот на април 2023 година, со тенденција вакви слични мерки да донесеме и за други прехранбени производи, ако за тоа се укаже потреба, според претходно направени анализи какви што во моментов правиме. Пријатно се изненадив и што видов и дека и малопродажната цена на брашното е намалена во дел од маркетите, без при тоа државата да донесе одлука, а таа е направена врз основа на разговорите кои што ги имавме со производителите на брашно, како и врз основа на намалувањето на дел од трошоците кои што ги имаат во нивниот производствен трошок. Ваквиот потек го поздравуваме и ги охрабруваме и другите продажни места да го следат овој пример. Сакам да ја уверам македонската јавност дека нашето присуство овде не е случајно. Владата и јас како прв човек во владата водиме практична и инклузивна политика. Носиме одлуки кои ги засегаат граѓаните и затоа сакаме лично на терен да го слушнеме гласот на граѓаните, гласот на народот како реакција на политиките кои ги спроведуваме и одлуките кои ги носиме. За мене е сосема јасно, и јас тоа сум го кажал во сите прилики од септември до денес, дека трошоците за живот се зголемени како резултат на војната која се води во Украина. И заради тоа владата донесе низа на мерки од зголемување на минималната плата, зголемување на пензиите, зголемување на финансиската помош за најранливите категории на граѓани. Ние донесовме антикризни мерки од 760 милиони евра, кои што беа наменети исклучиво за најранливите категории на граѓани и задржување на ликвидноста на компаниите. Се наближуваат и верските празници, Великден и Бајрам, време кога на празничната трпеза на нашите сограѓани се изнесува што е можно повеќе продукти, со цел да е таа побогата, но и да поделат нашите сограѓани со своите ближни, со пријателите и со немоćните кои што имаат помалку и кои не можат да си ги дозволат сите работи. Мерката за замрзнување на јајцата од кокошка и оризот ја носиме токму во оваа насока, да помогнеме секому и секаде во пресред на празниците, но и општо на сите кои имаат за цел да ги прослават празниците, а ние да ги пресретнеме по-безболно инфлационите текови кои што владеат денеска во светот и да ги надминеме предизвиците на светската економска и енергетска криза. Сите веќе ги гледаме податоците дека од октомври до денес инфлацијата се намалува на месечно ниво, што значи дека мерките кои што владата ги презеде имаат влијание врз намалувањето на висината на инфлацијата. Претходно, како што знаете, ги замрзнавме, односно ги намаливме цените на дел од тестенините за 15%, како и на дел од млечните производи кои најмногу се користат во малопродажбата за 10%. А пред тоа ја замрзнавме и цената на белиот и на полубелиот леб. Со овие мерки кои што ги носиме во полза на граѓаните и заштита на домашниот пазар, обезбедуваме и рамнотежа на пазарот со цел да не се наруши доставувањето на стоките во продавниците, и затоа за последната мерка донесовме уште една одлука, а тоа е дека малопродажните објекти мора да го одржуваат нивото на продажба на јајцата и на оризот на ниво од јануари и февруари, на ниво кое што обезбедува задоволување на потребите, за да не се случи преголем извоз, бидејќи цените кои што ги има во регионот се на повисоко ниво од цените кои што ние ги имаме во нашите продавници. И во оваа прилика, како и повеќе пати до сега, сакам да кажам дека да порачам дека тука нема да застанеме. Ќе продолжиме и натаму да го штитиме стандардот на граѓаните, ќе продолжиме и натаму да носиме мерки и нема да дозволиме лично богатење на никого во време на криза, бидејќи повторувам уште еднаш, ова е време на солидарност, а не е време на остварување на екстра профити. Јас исто така барам и разбирање од представниците на компаниите, од бизнисмените и од трговците. Владата на Република Северна Македонија помагаше во текот на сите кризни години, од како почна пандемијата и потоа продолжување на енергетската криза, на економската предизвикана од војната во Украина, при што никој не беше оставен сам да се справува со кризата. Сите се сеќавате на мерките кои што ги имавме
за поддршка на платите во индустријата, кога заради корона кризата не работеа индустријските објекти, владата обезбедуваше плати, владата обезбедуваше ефтини кредити преку Развојната банка за задржување на ликвидноста и сега е време сите компании заедно со владата нормално да вратат на граѓаните кои што практично се тие кои што ги градат преку своето купување нашите македонски компании. Пруживме рака тогаш за стабилност на бизнисите, а сега бараме за возврат пружање рака од нивна страна. Само така со взаемна помош можеме да ја пребродиме светската економска криза, која се надевам заеднички ќе ја надминеме полесно. Ви благодарам. Сакам да се заблагодарам уште еднаш и на министерот за сите анализи кои што ги направија, на директорот на Државниот пазарен инспекторат, чии што инспектори сите се на терен постојано. Можам да ви информирам и минатиот ден на министерот за земјоделие информираше накратко дека веќе се прават анализите, односно скоро и се завршени во делот на цените на овошјето и на зеленчукот и врз основа на тие анализи ќе следуваат исто така мерки кои што се однесуваат на намалување, на можно намалување на цените и на овошјето и зеленчукот, бидејќи она што го правиме е ги гледаме производните цени кај производителите на овошје и зеленчук и финалните цени кои што се во малопродажба, кај кои што гледаме прилично голема дискрепанција и тука ќе мора да се интервенира. Ви благодарам. Министерот може повеќе детали да ви даде.